Добро, таа страст сум ја имал во себе, ама никогаш не сум ја знаел дека не дојде денот да земам една кола, затоа што често пати кога одевме и шетавме, сите мои пријатели ги гледаа новите коли и јас се вртев кон оние постарите коли. Кога го купив нова возило Opel, тоа ми е првото возило и од сето тоа почна страста кон олтајмерите. Едноставно кој ќе видам олтајмер веќе почнувам да размислувам на друг начин, одма имам идеја што да правиме, како да правиме, кај да го носиме. Имате ли вие личен фаворит меѓу олтајмерите, кој е од вашата колекција, кој ви е, да речем, омилен? И зошто? Не можам да кажам омилен, затоа што повеќе го одржаваш, поише го сакаш. Можам да кажам, овој ми е првиот. 116-ката која што била член на влада е многу интересно како возило со историја. BMW-то 730 која што јас BMW у принцип возило не сакам, но кој да го види се воодушевува од него, значи мораш да го ставиш и него како интересно возило. Peugeot 404 кое што детството го помина во едно такво возило, исто ти у срце. Што да кажам, секое возило се наоѓа дел од тоа. Искрено многу е тешко со оглед дека нашата историја со историските возила е многу тенка линија. Во Македонија во изминатиот период сме немале многу типови на возила. Малце сме ограничени не само Македонија, туку и целиот Балкан. Прво типот на возилото, колку возила се произведени и во случајот историјатот на возилото, кој бил прв собственик, кој бил втор собственик, како е одржавано, дали е фарбано, не е фарбано, значи сето тоа има класи во олтајмерството каде што се бодираат. Во Македонија е многу тешко искрено да стигнеме до оние прави олтајмери како што ги гледаме на запад. И основавме пред 3 години еден наш клуб, неколку ентузијасти кои што мислам дека сме на добра основа и добро работиме. Веќе нашиот клуб има 30 членови. Се надевам дека оваа година ќе ни биде уште поуспешно, затоа што земавме голем залак. Покрај трите кои што ни се традиционални веќе ги рачунаме, ќе имаме уште 2 меѓународни, идеме за Босна, идеме за Србија. Потоа организираме Мерцедес и BMW дружења. Чувајте ги старите возила, бидејќи тоа е историјата на нашите предци. Возете безбедно. Тие коли се возат безбедно заради тоа што ние ако организираме рели, верувајте дека просекот на брзината е 60 км. Не возиме кој ќе стигне прв, туку кој ќе стигне точно.